Продолжен е рокот за аплицирање за земјоделски субвенции. Од ресорното министерство информираат дека по барање на фармерите го продолжиле рокот до крај на јуни, а не како што беше претходно проектиран до крај на мај. Субвенциите се однесуваат на полјоделски градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство. Што се однесува до субвенциите, се покажува уште еднаш на дело дека мотивирањето на самите земјоделци за да аплицираат за субвенциите треба да се свати како развојна компонента на земјоделството и руралниот развој. Ние за да им излеземе на пресрет, ево денес најавувам дека на седница на владата ќе предлагаме за да може уште за еден дополнителен месец да се одложи рокот за пријавување на, односно аплицирање за субвенциите, така да место 31.5 ќе биде 36.2021, со тоа што даваме дополнително простор за да можат сите апликанти, односно сите земјоделци да аплицираат за субвенции. Ова е чекор напред на тоа што кажуваме и докажуваме како влада и министерство дека сме во постојана комуникација со земјоделците и им излегуваме нив во пресред на сите барања што тие ги имаат кон министерството и институциите на држава. Барањето за добивање на финансиска поддршка се поднесуваат по електронски пат самостојно од страна на барателите. Оние баратели кои не знаат сами да поднесат барање или имаат потреба за помош при создавање електронско барање, може да се обратат во подрачните единици на ресорното министерство. Барањата за мерките од растително производство се поднесуваат врз основа на евидентираните податоци за парцели во единствениот регистар, а оние пак за одгледување на добиток врз основа на регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни со состојба на денот на поднесување на барањето. Одгледувачите на добиток пред поднесување на барањето задолжително треба да ја проверат и по потреба да ја ажурираат состојбата на животните во ветеринарното друштво со кој имаат склучено договор. Сите корисници на ова финансиска поддршка по аплицирањето и добивањето на напечатениот примерок добро да ги проверат податоците и ако има одредени одстапувања во рок од 30 дена од денот на аплицирањето да ги извршат потребните корекции.